директорке, почитувани гости од невладени организации, почитувани пратеници. Јас не спремив говор за оваа дебата, ве слушав сите за оваа јавна расправа и сметам дека е од исклучително значење да говориме за овие работи. Може би во минатото ова биле табу теми ради стигматизација на младите да се говори за менталното здравје. И сметам дека што повеќе треба да говориме и да одржуваме ни вакви јавни дискусии се со цел проблемите кои што ги потенциравте сите, кои ги имате детектирано во вашите истражувања, да бидат препознаени од институциите. Воедно тука сакам да ја поздравам и најавата на заменик министерот Ѓоко Велковски за изработката на националната стратегија. Свесни сме дека младите цело време, односно менталното здравје е голем предизвик. Да се вратиме наназад годините, цело време имаме се нови и нови предизвици. Беше ковид пандемијата, зголемувањето на онлайн користењето во училиштата, нели имавме физички мерки на забрана. Тоа резултираше нормално со булинг насилство, сајбер насилство. Голем дел од младите го препознаваат сајбер насилството во своите средини. Во таа насока треба да размислуваме и од денешен аспект и за користењето на вештачката интелигенција, генерирањето на лажни вести од истата и како младите, наставниците, па и родителите да ги препознаат тие работи на време, се со цел на вистина не е работата ние да ги скратиме работите, туку да имаме дигитално писмена младина. Во таа насока треба да размислуваме тие последици од таа зависност кои што ги споменавте, нарушен сон, кратки циклуси на лачење на допамин, зависност од телефон, да бидат рано детектирани. Порано кога сме одржували или кога сме работеле на овие јавни настани, често говореа учениците и средношколците дека во нивните училишта стручните служби за психолошко советување не се препознаени од нивна страна, дури често ги препознаваат како еден вид на одиш таму, нели, ако си направил нешто како под казна. Па во таа насока мислам дека и тука треба да се смени свеста и да се поработи тие стручни служби и психолози да ги доближиме до учениците и оваа перцепција на учениците да се замени дека тоа е нешто здраво. Па и да се работи можеби во групни сесии, конкретно на овие теми за дигитална писменост и последиците кои што можат да настанат, затоа што раното детектирање нас ќе ни произведе генерации кои што телефоните и социјалните мрежи ќе ги користат за едукација, за корисни содржини. Сведоци сме, јас сум разговарал и со родители кои што имаат помлади деца, кои што се основна школа, средна школа, ја користат вештачката интелигенција за да се советуваат со вештачката интелигенција за проблеми што им се случуваат во нивниот живот, нормално на тие години, претежно и љубовни проблеми, што и тоа е фактички замена за еден вид психолог. Но тоа не е за занемарување и овде спомнавме дека за одредени содржини, за одредени вести, одреден пристап до веб-сајтови мора да има верификација на годините корисникот и мислам дека во таа насока, па и појавување на реклами на социјалните мрежи, треба што поскоро да поработиме и тоа да го ограничиме. Пак ќе повторувам, јас не сум против укинување или не знам, ама сум за контрола на социјалните, на телефоните и на социјалните мрежи, за ние да произведеме една генерација која што е дигитално писмена. Во таа насока мислам дека треба да се размислува за воведување на едукација на родителите, да препознаат кога едно дете е зависно од телефонот и дали тоа предизвикува негативни последици кои што вие како претходни говорници ги споменовте. Тоа исто да биде препознаено во едукација и од училиштето. Па можеби како држава треба да размислуваме за идните предизвици кои што ни доаѓаат посебно од вештачката интелигенција и се повеќе ова едукација на дигиталната писменост и користењето на вештачките интелигенции можеби од основна школа со превентивни информации како да препознаат лажни вести, како да се користи и ограничување на содржини, да работиме во таа насока, се со цел да ги постигнеме овие позитивни ефекти. Како пратеници и како дел, јас од владеачкото мнозинство стоиме на располагање да измениме и законот, пример за ментално здравје, овие последици треба да ги препознава во современото време како последици кои што произлегуваат од
од користењето на социјалните мрежи, се со цел понатака и во другите закони да ги детектираме мерките кои што треба да се превземат. И уште една за крај ќе ја споменам националната стратегија која што треба да се изготви. Таа не треба само да биде еден лист на хартија, туку треба да има конкретен оперативен план и треба да има конкретни задачи, која институција што треба да превземе во конкретни мерки и навистина да добиваме еден follow-up за да знаеме до каде е нејзината исполнетост. Уште еднаш ја поздравувам оваа јавна дискусија и се надевам дека од оваа јавна дискусија ќе произлезат заклучоци кои што понатака нас ќе ни користат за унапредување на менталното здравје кај сите млади. Благодарам.